Граѓанското движење за почист воздух во Кучани во неделата ја реализираше акцијата за пошумување на која засадија 1000 садници аризонски чемпрес на подрачјето на Осоговските планини. Во акцијата беа вклучени граѓани подржувачи на граѓанското движење, а пошумувањето се реализираше под мотото "Засади иднина". Подршка на иницијативата дадоа и општина Кочани која ги обезбеди садниците, како и надлежните служби од јавното претпријатие Национални шуми и јавното комунално претпријатие Водовод. Во акцијата за пошумување во неделата се вклучи и градоначалникот Никол Чојлиев, кој изјави дека општина Кочани и понатаму ќе продолжи да дава подршка во вакви слични еколошки акции. Навистина ова е еден убав потез кој што очекуваме понатаму да продолжи со истата иницијатива и ние како локална самоуправа ќе продолжиме понатаму да ги поддржуваме ваквите акции, се со цел да имаме што повеќе пошумени средини и да имаме што поубава и позелена средина. Од граѓанското движење за почист воздух во Кочани велат дека наредна активност на членовите е пошумување во централното градско подрачје. Се собравме тука наспроти депонијата да засадиме некои 1200 садници. Се надеваме со тоа ќе допринесеме за прочистување на воздухот, за пошумување на голите места. Имаме излезеност, луѓето се тука, голема благодарност до сите што ни дават подршка, што излегоа и на тие што ни ги обезбедија садниците. Понатаму ќе имаме уште движење, еве сакаме до општината да поднесеме план да направиме во градско подрачје каде имаме празни места, да го пошумаме, да го озелениме градот и се надеваме дека понатаму ќе ги имаме голема подршка од граѓаните. Учесниците се надеваат дека овие садници ќе се фатат и ќе дадат позитивен резултат, бидејќи акцијата се спроведе во околината на градската депонија во Кочани, каде во летниот период имаше голем шумски пожар во кој изгоре 150 хектари од повеќе годишни стебла од бор и багрем.